Најмалку 3 пати во денот ја одам оваа траса од редакцијата до режијата пред се. Најзабавниот дел од се е веројатно и комуникацијата со режија, без разлика што треба да бидеме озбилни, знаеме да се насмееме, знаеме да се нашалиме, програмата е во живо, 16 часа. Има и забавни моменти, има моменти кога сме многу озбилни, поминавме се. На неколку минути или секунди пред вести се договараат линковите, дали ги имаме, тоа е најважно, од терен, новинарите од терен, дали ги имаме веќе на линковска врска. Обично ова се моменти кога се брза многу. Не одиме вака лежерно по патот до режијата, заради тоа што секогаш сме кусинели со времето, секогаш се работи во последна секунда. Сите заедно работиме како тим, но никогаш не влегувам неподготвена, да не знам што ми е сценариото, што иде следно. Можам да ти кажам дека навистина е хаотично, ама тоа прави да биде нели убаво, некоја убава позитивна така, ајде тензија да ја наречам. Ритуалот е она седење у редакцијата на спремање на сценариото, комуникација со колегите кои што се на терен, комуникација со уредништвото кое што практично нели ги диригира изгледот, содржината на вестите кои што ќе ги погледнеме. Ритуалот са бајле обично затоа што почнувам многу рано. Сум онаа која што го кажува првото добро утро во 7 часот наутро и тоа е најголемиот предизвик од сето работење тука. И не е она класично средени спремни вести, па јас влегувам 15 минути пред вести, па се спремам, па се гледам на огледалцето дали сум добра, дали добро изгледам, па се концентрирам. Како почне главната шпица, се вели првото добро утро или добар ден или добро вечер, започнуваме со вестите и тоа е тоа. И застанала мува на носот и многу елегантно си ја тргнав и си продолжив со читање. Буквално се случува и на неколку секунди пред вести да улетаме во студио и да ги почнеме вестите. Да, ова ни е режијата, ова е уствари местото и моите драги колеги, само еден мал дел од драгите колеги, другите се нели втора или трета смена со кои соработуваме. Гледате, не станува збор само за редакцијата и за мене како водител во студиото, но зато овие вести буквално стојат многу луѓе кои котрапно работат. И во исто време да го кажеш првото добро утро, разборено, расположено и позитивно е најубавиот адреналин секое утро. Дефинитивно е динамично, е убаво, е многу голем предизвик да се работи во ваков информативен медиум. И утринскиот ритуал е голтка кафе на Екс и влегувам во студио, оти толку е времето. Работите се менуваат и во текот на вестите, па од режија ни информираат дека имаме нешто ново на терен за кое што ги нели новинарот од терен ги информира луѓето што се во режија, па тие ни информираат нас, така да некогаш идиотот и се исклучува. Но да, ми си има заглавено идиотот на голема техничка, во моментот да не знам точно каде сум и сум се извадила. Течеа вестите, нели, не знам, мува имаше во студиово, па ти досега се врти околу тебе, гледаш да изреагираш како што треба, да не биде приметно тоа. Меѓутоа, како што кажав, тоа е програма во живо и никој не замерува, дури е и симпатично тоа понекогаш. Вестите се сериозна работа, нели сме сериозни секогаш во презентацијата и во пренесувањето на вестите, кога ќе се случи таква ситуација, па можеби малце и симпатично и луѓето сакаат и да го видат, тоа не замеруваат. И ова е практично делот или студиото на телевизија Нова. На крајот е веќе подготвена колешката Бојана Димитриевска да ги соопшти на новите вести, по неа следувам и јас. Ова се моментите во кои што и камерманите во студиото ќе ви речат бидете потивки, тишина заради тоа што овдека се снимаат сериозни работи. Вести на телевизија Нова.